Почитувани, добар ден од мене. Денес имаме жешка тема. Зошто жешка? Бидејќи веќе започна оној топлотен бран и Македонија влезе во портакаловата фаза. Што значи тоа? Дека температурите се искачија над и до 40 степен. Меѓу другото, факт е дека и Европа се соочува со досега невиден топлотен бран, кој што и донесе многу пожари, кои што беснеат во повеќе земји, како што се Франција, Шпанија, Португалија. Она за што сакаме со вас денес да проговориме во црвена линија, најнапред факт е дека во моментот дрвото е најевтин огревен материјал. Сега прашуваме како да ги спасиме шумите. Дали службите се подготвени за топлотниот бран кој што ќе ја зафати нашата земја, а секако време е и да ве активираме на Инстаграм, особено оние кои што не не заследеле, направете го тоа веднаш, а нашето денешно анкетно прашање гласи: кој ги предизвикува шумските пожари, прашува црвена линија. Две опции за одговор: човекот или пак природата. Како и секогаш, не заборавајте, резултатите ќе ги соопштам секако таму некаде по рекламите. А сега е време, овој пат во ова издание на црвена линија ќе имаме и вклучување, односно драго ми е да го најавам нашиот денешен гостин. А гостин ќе ни биде директорот на Центарот за управување со кризи, господинот Стојанче Ангелов, кој што веќе го имаме на линија. А пред да го вклучиме господинот Ангелов, меѓу другото, разговорот ќе го започнеме со еден коментар од Твитер заедницата. Правнукот на Стојан прашува или коментира: кажете му на Стојанче дека е време на пожари да не се изненадуваат. А јас го имам Стојанче на линија, се надевам дека се гледаме, добро се слушаме. Благодарам пред се што ја прифативте поканата. Како го коментирате овој твит на правнукот Стојан? Еве ќе повторам, вели, кажете му на Стојанче дека е време на пожари да не се изненадуваат. Верувам дека на одржијата и веќе не го слушаме, го решаваме техничкиот проблем. Добро, имаме топлотен бран, најверојатно станува жешка атмосферата. Во меѓувреме, додека технички повторно успешно овој пат се конектираме со господинот Ангелов, ќе го вклучиме и првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Еве, како го поминувате овој жежок ден со оглед на тоа што температурите се искачат? Искрено да ви кажам, јас го поминувам одлично дома, упучен, еркондишен и на таков начин го поминувам овој фактички сахарски топлини кои што дојдоа сега во Република Македонија. И јас се надевам дека на некој начин да се треба се придржуваме према оние сите работи што ги кажуваат нашите доктори, дека треба да ги избегнуваме контактите од 11 до 5 часот и не треба да се изложуваме на такви опасности. Сега за пожарите искам да ви кажам, јас за тоа прашање ќе ви кажам дека uzrok на пожарите се човечка фактори, да знаете, не се природни фактори. Секогаш се предизвикуваат пожарите од човечки фактор. Сега Македонија веќе, јас колку што знам, со ЦУК сум контактирал, е спремна за такви пожари кои што ланската година ова време ние ги имаме тие пожари. Затоа јас се надевам дека и хеликоптерите, и авионите, и пожарникарите се спремни во секоја позиција каде што ќе избија, за да можат да интервенираат што побрзо, за да немаме толкови штети како ланската година. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, останете во пријатна атмосфера во вашиот дом и гледајте црвена линија. Еве, верувам сега добро ќе се слушаме со господинот Стојанче Ангелов, со оглед на тоа дека се конектиравме еднаш, па еве ќе ја повториме ситуацијата. Значи, за почеток сакаме да слушнеме ваш коментар на еден твит кој што му припаѓа на правнукот Стојан. Вели, кажете му на Стојанче дека е време на пожари да не се изненадуваат. Благодарам за информацијата, но ние веќе знаеме дека е време на пожари, тоа не од сега, туку многу одамна.
Впрочем, Центарот за управување со кризи со месеци наназад активно работи на кревање на јавната свест околу пожарите. Ова е не знам кој е поред мое гостување, но и на многу други вработени во Центарот за управување со кризи, во кое што зборувам за пожарите, но воедно пожарите ги најавуваме, а ваквиот твит е само доказ дека нашата мисија да ја анимираме јавноста е успешна, бидејќи сметам дека последната една година свеста кај сите граѓани на едно многу високо ниво, свеста дека постои опасност од пожари, свеста за штетата од пожарите. Секако еве топло ви препорачувам од кога ќе завршиме со разговорот да останете, да ја догледате црвена линија, да слушнете што ќе ни кажат гледачите, а секако извадивме и голем број на коментари од Твитерот. Сега, факт е дека температурите се искачија на 40 степен. Овој пат во агонија е Европа, особено Шпанија, Франција, Португалија, Англија беснеат пожари. Во соседството Грција, па дури денес и Словенија, но го локализираше сето тоа. За нас погубен беше минатиот август, односно во 2021 година, па еве што се превзема во моментот да не дојде до тоа, бидејќи многу малку фали, еве прашуваме дали човекот е повеќе фактор или природата и ваквите случувања. За почеток би рекол дека ние и минатата година, но особено сега поучени од страшните пожари кои што последното лето ја зафатија државата, работиме на засилена превенција. Во таа превенција помагате вие медиумите, зашто искрено сме ви многу благодарни, бидејќи преку вас македонските медиуми од сите сфери, ние како Центар за управување со кризи, но и МВР, Дирекцијата за заштита и спасување и другите субјекти како национални шуми, доаѓаме до граѓаните за да можат да ги слушнат нашите предупредувања, нашите препораки. Токму тоа е една од причините поради која што во овој период и покрај релативно високите температури имаме мал број на пожари, бидејќи сметам дека свесноста кај нашите граѓани е на едно многу високо ниво. Би сакал да се заблагодарам и на македонските граѓани за кои што имаме само пофални зборови, бидејќи безмалку, без исклучок, сите се однесуваат совесно кога е во прашање однесување во природа од аспект на предизвикување на пожар, но сепак постојат обично неколкумина кои што може да се избројат на двете раце, луѓе кои што понекогаш од невнимание, а некогаш и злонамерно, од патолошки или од криминални мотиви, да предизвикат пожари. Притоа секој еден граѓанин треба да знае дека предизвикувањето на еден мал пожар, кој што може да биде предизвикан од обично фрлање на отпушок од цигари преку прозор од возило во движење, може да предизвика пожар, како што реков, малку и потоа може да прерасне во многу голем пожар и секогаш оние несовесни граѓани за кои што реков дека се минорен број, исклучително мал број, треба да знаат дека фрлајќи отпушок од цигара или палејќи оган летно време на отворено, ризикуваат да убијат некој човек, да убијат некое дете, да убијат некоја жена која што се наоѓа неколку километри подалеку, бидејќи во моментот кога пожарот станува голем, ние ја губиме контролата врз него, борејќи се да ја воспоставиме контролата, тој може да убие некого. А еве имаме и информација дека еден вод и хеликоптер со посада од армијата ќе бидат испратени и како поддршка за гасење пожари во Грција. Нас минатата година не излегоа во пресрет, сега прашањето е колку ние имаме доволно возила, еве вакви хеликоптери. Минатата година од страна на словенските пожарникари ни беше помогнато и тоа многу, австриските исто така, па и имавме пожарникари од Бугарија што исто така помогна. Оваа година во Словенија овие неколку дена бесне еден голем пожар на границата со Италија, но од страна на словенечката влада се уште не е упатено барање за помош до нас, додека од страна на грчката влада е упатено барање до македонска страна и во текот на вчерашниот ден е донесен одлука од страна на Министерството за одбрана да се излезе во пресрет со еден хеликоптер со ведро, еден армиски хеликоптер и еден вод на војници кои што не го учествувале во директно гасење на пожарите, но кои што би помагале во справувањето со огнената стихија. Што се однесува до нас како држава, јас најпрво би сакал да и објаснам на граѓаните дека Центарот за управување со кризи само ја координира работата на сите државни институции, односно ние менаџираме со она што го има државата. Она што го има државата
не е доволно, но не е ни малку, не е ни за подценување. Јас би ги кажал точните бројки, бидејќи ретко кога се зборува за точните бројки, но ние како држава во овој момент имаме еден функционален авион, вториот треба во секој момент да дојде во Скопје, бидејќи има проблем компанијата која што го заврши сервисот да го транспортира истиот до Македонија, до Скопје. Понатаму имаме два функционални армиски хеликоптери со ведра, со изворедно оспособена посада, со огромно искуство, кои што ни стојат на располагање, и од оваа година на располагање имаме и еден полициски хеликоптер, кој што има соодветна опрема, а посадата заврши одлична обука. Истиот овој полициски хеликоптер имаше огнено крштевање во гаснењето на големиот пожар во Тетово и се покажа извореден. Така, сега би сакала и вака во интереси на времето, верувам дека како Центар за управување со кризи имате препораки до граѓаните, бидејќи од денес официјално ни започнаа пеколните денови кои што најверојатно ќе траат и овој викенд. Што им препорачувате? Што е најважно да направат? Јас најпрво ќе дадам кратка препорака до локалната самоуправа и до градоначалниците. Пожарите се гаснат од земја. Кога ќе се појави пожар, треба да се изгасне колку е можно порано, затоа ни е многу важна раната дојава. Колку побрзо дознаеме за некој пожар, толку побрзо да се излезе на терен. Исто овој апел го упатувам и до национални шуми кои што стопанисуваат со најголем дел од шумите. Значи, гаснењето во рана фаза дава поголеми гаранции дека пожарот ќе биде изгаснат без голема штета и на тој начин спасуваме и човечки животи, штедиме и ресурси. Но ова е работа на локалната самоуправа. Тогаш кога пожарот ќе излезе од контрола, тогаш на сцена настапува централната власт со нашите 3 хеликоптери, еден авион. На ниво на држава имаме околу 1000 пожарникари, 800 професионални, 200 доброволци и околу 200 возила. Значи различни типови на цистерни, оние навални возила кои што се користат како и теренски возила. До граѓаните апелирам да се однесуваат како и до сега, да не фрлат од пушоци надвор од своите возила или било каде во природа, да не палат оган никаде на отворено. Кога се работи со алат кој што искри, да се биде особено внимателен, бидејќи една искра може да предизвика пожар со несогледливи последици. И едноставно граѓаните кога ќе се движат во природа да бидат многу внимателни. Токму затоа и воведена онаа делумна забрана за движење во природа, но сите граѓани кои што сакаат да планинарат треба да знаат дека можат слободно да добијат дозвола за движење од национални шуми. Целта ни е на еден начин да имаме одредена контрола кој се движи по нашите шуми, по нашите планини, за да го намалиме ризикот од опасност. Апелирам до граѓаните да се однесуваат како и досега, бидејќи како што впрочем кажав на почетокот на мојот разговор, ние генерално сме задоволни од безмалку сите македонски граѓани. Благодарам, многу задоволни сме и ние што ја прифативте нашата покана и бевте гостин во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам, ако сте во можност, догледајте го ова издание и секако ќе ги слушнеме и граѓаните, а и ќе слушнеме како се коментира и на нашите социјални медиуми. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас, Центарот за управување со кризи, заедно со поддршка на медиумите на сите граѓани, ова лето ќе имат голема контрола врз пожарите. Благодарам уште еднаш. А сега, драги мои, време е на вас. Еве, слушнавме што кажа од Центарот за управување со кризи, поточно директорот на ЦУК, а сега време да слушнеме на 0230766777 што ќе кажа нашиот нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте на линија, еве како го поминувате овој топол ден? Овој топол ден, дома, скриени ко глупци и тоа е тоа. Меѓутоа сакам околу темата. Ја ми се чини дека сепак ќе го земам човечкиот фактор е најглавен што доаѓаме до вакви пожари. Да се вратиме назад 30 години беше мислена именка да се чуе негде кај имало пожар. Меѓутоа денеска со самата техника со која располагаат луѓето, значи движењето, отфрлање од пушоци, палење огин на отворено, невнимание дали тој
тој оган после заминувањето е изгасен, не е изгасен. Значи, затоа овдека фактор ќе го ставам само човекот, многу малку ќе ставам можда 2% до 5% да биде природата, да не сакани да речам пожари од природна гледна точка, да речем од громови или слично, палење со срчи и така натака. Меѓутоа човекот е најглавен фактор. Во времето јас работев во паркови зеленило, каде што ние секој го одржававме, значи во планината водно, заштита од пожари. Кога ќе работене, кога имаше некаков пожар, вршевме и контроли, на многу места наоѓавме собирано шишарки, иглици, шума и намерно подпалувано. Значи, фактички, тоа ни даваше до знање дека некој, значи, тој пожар што ние сме го гаселе, на повеќе места бил покушано да би, но секаде не се активирал и така да тоа ми дава до знање дека стварно ние сме безобразни. Внимавајте на тајмерот, тоа е златното правило во црвена линија, не заборавајте 90 секунди, го објавуваме, можете да си го мерите секако времето, а еве сега ќе имаме и ново видување, ново размислување, нов гледач. Добар ден! Добар ден! Секој е добро? Вие сте во црвена линија. Да, повелете. Вака сега. Ако ги чуваме канадерите што и купи Груевски во времето што беа толку време расипани за оваа власт, можеме мирно да спиеме до некаде. И свест на граѓаните. Второ, да се слушаме. Да продолжете. Второ, ние штом го имаме Стојанче, јас не се плашам бе Стојанче со палтото ако треба ќе гасни. Стојанче е опасен во тие ситуации. Многу е човекот заосмилен да нешто спаси. Затоа свест на граѓаните, али сепак, реков, ако секаде дерите тука, нешто може да се стори во времето на Груевски, а не 5 години да лежат да немало ремонт да се направи од оваа власт. А ќе повторам, што Стојанче е тука, ние гајле немаме. А според вас, еве на анкетното прашање, кој ги предизвикува шумските пожари? Повеќе човекот или пак природата и климатските промени? Дали го имаме гледачот? Најверојатно не. Како и да е, благодарам, цениме еве што се вклучивте во црвена линија. Останува да ве потсетиме да слушнете и останатите гледачи што ќе кажат во црвена линија. Ќе потсетам многу повеќе информации, секако се она што ве интересира, можете да го прочитате на telma.com.mk. Ке потсетам дека исто најнова вест е, Трудовиот инспекторат контролира дали се почитуваат и препораките за работа во услови на портокалова фаза. Ние сме во црвена фаза, што значи во црвена линија со нов гледач. Добар ден! Здраво! Здраво, секој е добро. Еве, како го поминувате овој топол ден, Жежок? Јас како... Добре, ми одговара Жешко топло време. Како врвен еколог, врвен, моја тема, за да нема пожар. Како Словенија, пример, да има чисто све, да нема остатоци од гранки, дрвокрасците кои ќе сечат балвани, да не ги остават гранките, да се прават пелети, да расчистуваат ситните, све ситно да се гори, да нема. И нема експанзија, нема да се шири пожарот. А инаку главен фактор е не човекот. Велите дали е човек фактор. Не човек. Главен фактор за пожари е не човекот. Значи, интересно. Нека кажи некој дали во Словенија слушнал да има пожари. Денеска има пожар во Словенија, донесен преку топлиот ветер, односно се пренесе од границата на Италија кон Словенија, но е локализиран. Локализиран, нема експанзија. Тој може, значи не експанзира, не се шири лесно. Кај јужниот сосед исто. Ако има суви треби, суви остатоци, тоа треба се чисти. А инаку зимзелените, листопадните дрва во лето не горат. Зимзелените се зимзелени, а листопадните се ништо не се суви. Благодарам што еве се вклучивте, како што разбрав вие бевте еколог, добро еве да се слушне и вакво видување
и размислување. Сите оние кои што имаат идеја, односно што препорачувате и вие самите што треба направиме да се заштитиме и да не дојдеме во ситуација каде што ќе треба да се справуваме како минатата година и да имаме пеколни денови во пожари. Сепак шумите се клучни за екосистемот. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Здраво, добар ден. Јас сум, нели? Да, вие сте, повелете и тоа во црвена линија. Како да ги спасиме шумите? Значи, шумите сега ќе ги толчи ова сонце не поради друго, туку поради глобалното загревање. Луѓе може да избегаваат колку сакаат, колку сакаат да ескивираат, да кажуваат дека не ова е Божја работа, ова, но не. Ова е наше дело. Значи, покрај сите други загадувања природни што се случуваат на планетава и ние со нашите индустриализации допринесовме за ова. Така да не може порано на овие места тука, јас како помлад, ако ги погледнем нека шара, тамо 80-тите, 70-тите, 80-тите, па и почеток 90-тите, на планината имаше уче снег, се белееше. Кеј ги вика вечите глечери ги нарекува, дека стојат и усред лето. Ама со покачувањето на температурата веќе за тој 1 степен само доволно е, значи тие се стопија и сега више немаме природна одбрана од да причкиот топол талас од доаѓа. Тука се разбиваат тие таласи, се кршеа. До тука ќе дојде и ветата ни беа никаде просек 33-37 степена. Сега ништо ќе спаси работа, нити ја, нити ти. Само совест. Али и таа совест е диригирана од некои надворешни сили, бидејќи кога е државата упрашање, некој сака и Благодарам, цениме тоа што се вклучивте и вие во црвена линија. Слушнавме досега па горе-долу и слични, но и различни размислувања околу тоа како можеме да ги спасиме шумите и дали службите се подготвени. Меѓу другото и оние кои што ќе се јават, секако ќе ги прашаме кој е главниот фактор, поголем фактор за предизвикување пожари, човекот или пак природата. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Благодарам и на вас. Па вака единствен фактор и причина за појава на пожари, па од повисок такав карактер, ранг, се некои леви типови, како што кажа и господинот Ангелов, некои типови со мрачни намери, криминалци или пиромани. Не може цела планета да биде во пламен. Не може Амазон лани, мислам, беше цел Амазон кореше, па сибирските тај ги гореа. Па секоја година тамо Колорадо ли која беше држава, постојано е во пламен. Тоа на планетарно ниво е незамислива и несогледлива штета со катастрофални последици. Македонија беше исто републиката во пламен минатата година, се плашам дека и ова ќе биде, ќе дојде на ред, не дај Боже. Гледаме што се случува во Грција, кога почна и куќи да горат. И гасење тука скоро е невозможно. А сакав да кажам тука со господинот Ангелов, не се сложувам во оној дел што рече дека почетниот пожар треба локалната власт да го превенира. Не. Почетниот пожар треба да го превенира хеликоптерче или авионче. Внимавајте на тајмерот. Благодарам големо и до вас себе што се вклучивте во црвена линија. Ако се даде можност, обидете се повторно, секако ќе искористите и нови 90 секунди. Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот задолжително, а за оние кои што може би подобро се снаоѓаат на социјалните мрежи, најнапред заследете не на Инстаграм, таму имаме анкета. Дадете го својот одговор на денешното прашање кој ги предизвикува шумските пожари, две опции, човекот или пак природата. Драго ми, имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Се слушаме? Да, се слушаме. Како можеме да ги спасиме шумите? Многу лесно.
Пожарот е фактор човек, Добро. никој друг. За да се спасат шумите, кога ќе се види пожарот, оти пожарот го предизвикуваат луѓето намерно, може и со шумската полиција, може со полиција се договараат за да изгори та шума, да остане нешто и после со камиони продаваат. То е жива вистина. Но како би јас, например, би донел закон за пожар да нема воопште, нула пожар. Како? Кој ќе избие пожар, да се блокира под хитно местото наоколу, да се фати човекот, фаќање и директно фрлање во огнот. Кога ќе слушнат другите, што се случува, какви мерки има, никој не ќе сме да оди в шума, а не да пали пожари. Нека каже еден или нека испита дали може сам пожар да се предизвика. Не може. Некој вика стакло фрлено, па од сонцето не знам че греje во она не може. Само фактор човек. Док не се фрлат тие во огнот да изгорат, што го подпалуваат, ќе го палат орбанот, ќе палат шумата, за да профитираат. Дали сметате дека и да требат мокнат до дрва толку да продаваат? радикални мерки? Јас Тоа е еве најголемиот проблем. Друг проблем нема. Пријатно и убав ден имате. благодарам и вам што еве кажавте ваш став, мислење за тоа како може да се спречат пожари. Добар ден за новиот гледач. Намалете го тонот на ТВ приемникот, еве досега не мораше да се каже тоа, но најверојатно сега ќе Добар кажем. ден. Добар ден, секој е добро. Фала. Па еве Имаме како да ги среќа спречиме што пожарите? На есен немаме избори, иначе целата држава ќе ни гори. Покрај тоа, покрај изборите што гори целата држава, имаме и доста неодговорни граѓани кои движејќи се во природа или покрај природата, продаваат опушоци, палаат стрништа и ред други работи кои допринесуваат за пожари, кои потоа уништуваат големи површини на шуми, загрозуваат семејства, куќи, автомобили и така натаму. Овој случај, свесни сме за што се случува после пожарите, како минатата година кај нас мора неколку странски држави да интервенират за да го угасиме пожарот кој се случи во Малешевијата. 13 пожари вкупно имаше, точно. Молим? 13 пожари вкупно беа минатата година. 13 пожари и тоа силни пожари, најголемиот беше во Малешевијата, кај што интервенција се правеше од неколку странски држави. Мој совет е до сите што се движат во природата да бидат одговорни максимално, а не да е Боже некој да сака и намерно да запали затоа што самите се уништуваме. Имајте убав ден, пријатно. Имајте сега убав ден и тоа ден со црвена линија. Вклучуваме нов гледач веднаш. Добар ден. Ало, здраво. Здраво. Како сме во овој топол ден? Под клима? Ладно. Ладно. Студено. Добро. Вака сега. Јас сум убеден дека и кај нас, и во светот, а особено кај нас, сите пожари се наместени. Невозможно е во исто време да избијат многу пожари. Да ве подсетам, истата вечер лани имаше пожар која беше втори или ден, одма после прославата и одма после прославата на 30 години македонска независност. Ја не верувам во случајности. Но што не чини тука? Не чини тоа што прво кажа власта дека фатиле тие што палеле пожар, а не видовме ни еден во затвор. Тоа значи некој интервенирал. Од каде? Од некоја соседна држава, ако е, интервенирале браќата од дека и приказката е јасна. Не може да ги фатиш, а да не одговара никој кривично. А толку пожари. Така ли беше? Значи, треба да има одговорност и тој Аспарух што се јави заборави да каже дека од ВМРО се криви за све. Благодарам. Благодарам, продолжете да не гледате, цениме тоа што се вклучивте и зборувавте во своите 90 секунди. Нови 90 секунди и повторно нов гледач. Добар ден. Добар ден. Значи, ја исто ќе кажам, не верувам во случајности, овде е само фактор човек.
Не може никој да ме убеди дека нешто може па конкретно да се запали сама шума, па не знам, никој не може да ме убеди, па не знам какви докази да ми докаже. Затоа што ние сме имале, јас сум имала и пред 3-40 години 42 степена имало овако, кога сум се враќала од работа, знам како сум ја кислород, немаш да дишеш. Порано немаше толку клими, меѓутоа јас работев во една климатизирана, таа беше едина фирма со клима, меѓутоа немаше клими ни продавници, ни дома, ни све. Така да, како тогаш немаше пожари, еве сега нон-стоп има секдека пожари. Си пазите, не зборам за кај нас, зборам за секдека. Не може никој да ме убеди дека у планина нагоре кај што е ладно, дека може само да се запали дрвото. Како ќе се забеле, ајде нека каже некој биолог, хемичар, да речеме те по-конкретно, што се малку пософистицирани луѓе што можат да кажат дека може да се направи природата знае да направи да има громот удри во дрво и Тоа е веќе друго, кој има невреме или нешто, вие видите пука температура, како невреме, ајде громото веќе друго. Значи ние збориме за ваква, за многу топло збориме ве сегдека, видите Шпанија, Франција, Грција, сметате дека тоа се е резултат на човечки фактор? Така да, ова не е само на едно место. Значи, буквално па да речеш, ете природата направила. Не можеш ти од тоа да го запалиш таков пламен нешто. Ми инспирираше гледачката малку повторно да се навратиме на Твитер заедницата, да прочитаме еден интересен твит, повеќе прашање на Џумерко Фандвили. Абе стварно, во времето кога човекот уште не знаел како се пали оган, дали имало пожари по шумите? Еве вакво прашање има Џумерко Фан на Твитер, па еве да видиме, може би ќе има одговор нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Часа да се доискажам за оваа тема. А секако повелете. Да образложам факторот не човек. Не сме никој да вели човек, луѓе. Тие не се луѓе, тие се не луѓе сите. Не е фактор човек, не човек, значи. И монструми, да речем. Ево да образложам. Се движат по патиштата и по одмарлиштата, сите. Какво ѓубре? Само плюс ѓубре. Значи сите, ако се совесни, своето, да речем, одморање, со некој дел храна, некој грицки, некој пијалоци, пластика остават, што не остават, тоа нас сотие. Ако е све чисто од факторот да бидат човеците, значи да не бидат монструми, и ако државата, ако нема приватни фирми кои сакаат да прават пелети да расчистуваат, државата, општините, све да биде чисто. И ќе има трева, ако е зелена, ако не е зелена, ќе нема сува трева, ќе биде чисто долу. И да се случи некој да полее бензин, ќе нема експанзија. Значи, нема да има никаде пожар. Па да речем и во западни земји некаде каде има пожар, ете Португалија, западни земји ги рачуна. Ретко има во Германија. Во Шведска сте слушнале да има пожар? Јас пред 45 години све тепих, чисто. Никаде жбур, никаде суво. Не видов од депонија никаде пред 45 години. Благодарам повторно што се вклучивте во црвена линија, искористивте можност за уште 90 секунди. Ајде сега малку твит, па повторно на гледач. Одеме со твит коментарот на Пират Македонецот, вели: почна сезона на пожари, изгоре пратеничко возило. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Секој е добро и вам? Дали сум во црвена линија? Да, вие сте на линија и еве како да ги спасиме шумите. Сега вака ќе спасиме шумите многу лесно. Тако ова младина се шета по центарот на градовите, разбираш? Али ќе морам да отворите теми еднашне за некои безвезни теми, да отворите тема за економијата и земјоделието. Нели гледате Македонија во економски Имавме такви теми и тие повторно ќе ги ставиме на дневен ред. Не заборавам. Не, една седмата поставено такви теми, ќе ве молам и еден саат, два, секој имате во програми што да давате. Не 90 секунди. Еден саат, два има да давате. Секој нема што да давате во програмите. Ќе ве молам. Како да ги спасиме шумите? Земјоделието да давате програми. Теми да поставате за економија и земјоделие
Таварат. Еве, како да ги спасиме шумите од пожари? Почне многу лесно си да тераме сите да одат да гасат пожари, се кола модина не работи. Така е, ова порека и резада трае секој немаше да давате у програмите. И теми да поставуваат за земјоделие и економија. Нели гледате економијата у економски хаос. Поздрав и пријатно Тавара. Кој е фактор за пожар? Човек или природа? Вака, ќе посетиме барем оние кои што редовно не следат и како сме зборувале и за економија и земјоделие и тоа ќе го правиме во продолжение. Но денес зборуваме за високите температури, Македонија е во портокалова фаза, што значи дека постои и ризик да се појават пожари. Како да ги спречиме пожарите и да ги заштитиме нашите шуми. Ќе видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме, црвена линија? Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Добро. Одиме повторно кај Твитерџи. Сега ќе покажеме нешто, мислам дека ова се и пеколни денови за повеќе европски земји, соочена со еден од најжешките топлотни удари кога било, како и со незапирливи пожари што уништуваат илјадници хектари шума и вегетација. Европа брза да ја засели противпожарната ескадрила со многу повеќе специјализирани авиони за гаснење пожар. А ние малку ќе ве одмориме со реклами и се разбира, бидете подготвени да ги слушнете резултатите од нашето анкетно прашање на Инстаграм. Во овој момент, оние кои што ни не следат на Инстаграм, направете го тоа и секако и на Фейсбук, црвена линија, како и на Твитер. По рекламите време е и за резултатите. Верувам дека не заследивте на Инстаграм, гласавте, а еве и што прашувавме денес. Кој ги предизвикува шумските пожари? Човекот или пак природата? Со 93% одговорија човекот, а само 7% одговорија природата. А ве природата на црвена линија да биде утре повторно во истото време заедно со вас, а сега ве препуштам на пладнето и се разбира подалеку од сонцето, почитувајте ги мерките. Довидување.